не само што паѓа довербата во ДПМН, туку паѓа довербата значително и во нивните коалициони партнери. Истиот обвинител, кој што пред неколку месеци даде позитивно мислење за тоа фал сертификатот на Бојан Христовски, деновиве беше унапреден во виш обвинител. Ако тоа не е доказ за сериозна корупција. ВМРО ДПМН вели СДСМ се очени, немаат кандидат за метрополата, никој не сака да се нафати. Очајни се резултатите на ДПМН и Мицкоски во изминатата година како власт. Очајни се на секое поле. Секој иселување на млад човек кој што е работоспособен ме кошта околу 15.000 евра во GDP. Така што некогаш и јас имам чувство како што и јас стареам дека чекориме, но не се движиме никаде, зборуваме, а ништо не кажуваме. Дали животот е глума? Да, апсолутно. И сите глумат. Само не се свесни за тоа. Вака, оставени на нашата совест, државата ќе ни остане таква како што ни. За ваков театар, кој е така, улогата негова е коректор во општеството, да укаже на некакви девијантни појави, да укаже на некакви убави појави, убави појави. Локалните избори ќе бидат тест како ќе се одржува реалната супермација на ВМРО ДПМН и дали е можно опозицијските социјалдемократи да се рехабилитираат од доминацијата на актуелната власт. Смртта и изгорениците на младите во Кочанската дискотека им тежат на премиерот и министерот за внатрешни работи. Ова е мал вовед за почеток на разговорот и гостувањето на потпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Кристина Костова. Добре дојдовте во емисијата. Благодарам, добро ве најдов. Благодарам на поканата и можноста да поразговараме. Господа Костова, ќе бидам краток во првото прашање. Во моментов, каде ја гледате сршта на главните проблеми во државата? Очигледно е овие очајни резултати кои што ги покажува владата предводена од Мицкоски и ДПМН во минатата година, првенствено на економски план. Народот се повеќе и повеќе ни тоне во немаштија, во сиромаштија. Куповната моќ на граѓаните е падната и е најниска во Европа. Минималната плата е предпоследна во Европа и на европско тло. Трошоците за живот секојдневно растат. Последно еве што имаме како последен податок само од оваа недела дека зеленчукот во споредба со минатата година само цените на зеленчукот пораснале за 46%. Тоа е речиси 50% раст на цените, за кои што владата и Мицкоски не сакаат во целиот овој период на кој било начин да интервенираат, да го спречат ова дивење на цените, и раст на цените, на инфлацијата. Не само куповната моќ, не само цените и оние финансиски предизвици со кои што секој од нас се соочува со нив кога ќе влезе во супермаркет и одењето во супермаркет ни стана луксус за повеќето од нас, туку исто така се сериозно покачени сметките за струја од 20 до 30%. Покачени се кај вас во Скопје сметките за парно. Во општините каде што владеат градоначалници од редовите на ДПМН има покачување на комуналните услуги од комуналните предпријатија и покрај тоа што сервисот, односно услугите кои што ги добиваат граѓаните како квалитет се има значително намалено. Растат даноци за имот, за пренос на имот и сето тоа на начин кој што не е целосно законски, зборуваме нели за оние локални давачки кои што ги има секој од нас. Имаме земја која што е се по и по задолжена. Не зборуваме само за унгарскиот кредит и само за кредитот кој што е дел од партнерството со Велика Британија, туку овде зборуваме еве за последниот ребаланс на буџетот, кој што инаку се користи како предизборно оружје стандардно од ДПМН, ама според тој ребаланс ДПМН залага ново задолжување од 500 милиони евра. Бидејќи на почетокот ова интервју ставате акцент на економијата, владата на затворена седница ги разгледувала понудите од странските финансиери што се пријавиле за финансирање на крупниот капитал проект пруга кон Грција. Дали вие молчите како опозиција како совидна компензација на сомнителноста околу проектот Бехтеленка?
За таа наводна сомнителност се покажа дека нема никаква издржаност, затоа што оваа влада или оваа владеачка структура, предводена од Мицкоски и ДПМНЕ, се што зборува сега го бришат и го ставаат настрана и тие продолжуваат со спроведување на проектот Бехтел со Бехтел и Енка и гледаме дека сега нема никаков проблем таму и дека тоа го користеле само како пропагандна техника за да освојат колку што можат повеќе гласови или политички поени, создавајки такво едно огромно незадоволство кое што се покажува како неоправдано. Што се однесува до економијата и она што значи економски текови. Економските текови на оваа влада се покажуваат катастрофални. Почнав да зборувам за јавниот долг и ова е важно прашање затоа што со ова последно задолжување се преминува онаа критична граница од 60% на јавниот долг од БДП. Тоа значи дека буквално се турка Македонија во должничко робство, зашто цело време зборуваме, а гледаме дека и покрај земањето на многу неповолни кредити, по многу неповолни каматни стапки и на нетранспарентен начин, парите се уште не знаеме во целост како се трошат. И уште една многу загрижувачка ситуација со економијата, тоа е пад на индустриското производство. Ова морам да го спомнам затоа што сега се обидуваат да продадат некој филм за екзалтација или сами да си аплаудираат себе си дека имало некаков раст во споредба со мај 2024 година, но и економските експерти, почитуваниот Никола Поповски кој што е бил овде кај вас во емисија и образложувал, велат дека тој месец не може да се земе како споредба или како параметар, затоа што мај 2024 година беше месец на сериозни политички превирања. Мај 2023 до мај 2024 има пад на индустриското производство од некои си 13,5%, така што споредбено со тој месец се уште имаме минус од 4% за индустриско производство. Инвестициите, инвеститорите си одат, капитални инвестиции гледаме дека нема и особено е загрижувачки, тоа не го нотираме само ние од Социјалдемократскиот сојуз, туку гледаме дека е и сериозен дел од извештајот кој што го добиваме од Европа, а тоа е ставањето во финансиска незавидна ситуација или финансиска зависност преку унгарскиот кредит, како сомнителни финансиски текови кои што водат до она што и самата Европска унија го препознава како зависност од Кина. И во целиот овој момент имаме... Господја Костова, зошто не реагиравте на големиот проект поврзан со пругата? И помалку е индикативно како да оставате... Ние имаме, прво, постојат во јавноста многу недоследности и нетранспарентност во однос на тој проект. И впрочем, за целата таа спогодба, која што сакаа да ја представат како меѓународен договор со Велика Британија, кога немате и кога јавноста не располага со доволно информации, кога ние треба да се информираме од странски медиуми за тоа што значат договорите кои што ги потпишува оваа влада, тогаш не можеме да тргнеме по патот на ДПМН во минатото и само да се расфрламе со критики ако немаме доволно информации. Кога станува зборете и за тој договор и за однесувањето на ДПМН како опозиција наспроти она што сега го имаат како власт. Во минатото се креваше галама и паника околу секоја постапка на кој било од членовите на владата. Деновиве, министерот за одбрана и министерот за надворешни работи се во посета во Велика Британија. Јас ќе ве потсетам на една голема галама или паника која што се створи околу пречек на нашата тогашна министерка за одбрана со Јовано Јованке, мисля че дека беше инструменталната верзија. Сега гледаме дека тие ниту се пречекани, ниту со македонската химна, ниту се пречекани на соодветно ниво. Уште една работа би спомнала околу ова, а тоа се известувањата од сериозни британски медиуми. Sky TV, Телеграф исто така известуваше за одредени толкувања на таа спогодба која што е потпишана помеѓу Велика Британија и Македонија, а во која што спогодба тие толкуваат дека договорот за хендлање, менаџирање на мигранти значи и дека во Македонија би се отвореле такви мигрантски кампови, зашто Мицкоски и ДПМНЕ бегаат од таа тема, не одговараат на тие прашања, не одговараат на прашања кои што се поставуваат не само од СДСМ, туку од генералната јавност, а се поврзани со известување на британски медиуми и нивното толкување на тие спогодби. Господја Костова, вашите критики во однос на договорот со Велика Британија идат и во насока на
предупредувањата од страна на Фискалниот совет, кој вели дека со кредитот од Обединетото кралство ќе се зголеми јавниот долг на земјата. Алармира дека ако земеме заем од само 2 милиарди, од планираните 6 милиарди евра, ќе скокне долгот за 64,7% од БДП. Во овој случај, што значи? Како ќе ги сервисираме долговите во иднина? Ова е сериозен проблем за кој што многу економски експерти предупредуваат. Укажува исто така и на онаа волја која што ја покажува Мицкоски и ДПМН да целосно не оттргнат од европскиот пат, поради тоа што со тргањето на Македонија од ситуација во која што би ги остварила своите последни и најважни стратегиски цели, а тоа е за членување во Европската унија, тоа би значело прво сериозна финансиска придобивка, затоа што со секоја реализација на нашите обврски од реформската агенда, ние имаме можност да пристапиме до неповратни европски фондови. Значи, наместо да земаме вакви неповолни кредити кои што не се целосно транспарентни, по неповолни каматни стапки, ние имаме можност да користиме европски грантови. Но е сериозно и многу загрижувачки тоа што наместо да се оди во таа насока, тие бараат други извори на финансирање, ја оддалечуваат Македонија од остварувањето на својата стратегиска цел. И видете, ова е нотирано во извештајот на Европскиот парламент. Ова е исто така нотирано од нашите пријатели во Европа по повеќе и од повеќе инстанции. Во моментов, ваквата реторика и она што исто така е нотирано во извештајот е создавањето на општествена поделба и поделба на граѓаните на патриоти и предавници, како што тоа ДПМН знае да го прави во минатото, засилување на антиевропската пропаганда и дека тоа се прави преку медиуми и таблоиди на српски јазик кои што имаат значително влијание во овој регион, меѓутоа се нотирани и прибележани во извештајот како медиуми кои што ги пренесуваат директно ставовите на Кремљ. Дали е оправдана загриженоста од идентитетски инженеринг? Како што веќе реков, тоа е нешто на што одредени структури во општеството, блиски до владеачката структура, со особено влијание и поддршка јавно дадена за ова владеачка структура, го прават во изминатите децении. Јас само ќе ве потсетам дека сето ова што Мицкоски сега го прави, не е ништо ново. Ова многу потсетува на она што се случуваше во 2008 година и е бледа реприза на тој условно речено пресврт во македонската надворешна политика. Јас ќе ве потсетам дека за тој пресврт подоцна ние слушавме во бомбите дека Груевски преговарал и се пазарел со името и со идентитетот заедно со Сашо Мијалков, со Антонио Милошевски. Ова се од разговорите кои што имавме можност да ги слушнеме, ова не е ништо ново. Па дури има едни разговори со Зоран Јолевски кој што вели Нимиц се чувствува дека е исклучен од целиот процес затоа што Груевски во тој период преговараше со андерграунд преговарачи. Тогаш се случува тој пресврт, ама ние тој пресврт го плативме многу скапо. Господе Костова, на што се дължи што придавката македонски пред идентитетските обележја, јазик, народ, култура, за разлика од 2005 па се до денес, се помалку се акцентира во извештаите на Европската комисија. Во 2006 година синтагмата македонски јазик исчезнува. Македонскиот јазик беше обезбеден без фусноти, без звездички, без дообјаснувања преку договорот с Фронтекс и преку преговарачката рамка, за која што има одобрение и одобрена и прифатена и изгласана од сите 27 земји членки на Европската унија. Тоа е дипломатска победа постигната од претходната влада, предводена од СДСМ. Меѓутоа, како тогаш денес, како тогаш сега во последните заклучоци се доведовме да изостане македонски јазик. Сето ова што го зборувам претходно, и за оно идентитетски инженеринг, и за оние структури поврзани со ДПМН кои што подгреваат анти-ЕУ сентимент. Меѓутоа, очигледно и некаква координација која што очигледно постои помеѓу ДПМН, Мицкоски и некои структури
во Европскиот парламент, предизвикуваат ваквите победи кои што сме ги реализирале порано, сега да бидат претворени во порази. Она што сакам да го кажам за извештајот е дека ние треба да се фокусираме на деловите од извештајот кои што ни велат дека треба час поскоро самите себе си да се оправиме и да бидеме подобри како држава, да ги спроведеме оние реформи кои што од нас се бараат, не за ЕУ, туку за нас, затоа што кога ќе се спроведат тие реформи, на сите нас ќе ни биде подобро. Тоа се реформи во правосудството, например. Тоа се реформите кои што значат изгласување нови закони за судски совет, за обвинителство. Ама гледаме дека таквите реформи не му одговараат на ДПМН. Затоа што Македонија надвор од не само од Европската унија, туку и од евроинтегративниот процес е плодно тло за уште поголема корупција. Еве деновиве што се случува. Онаа сага коруптивна со Бојан Христовски и АНБ е таква голема дамка на Македонија воопшто, меѓутоа и толку еклатантен и очигледен пример за корупција, што Мицкоски колку и да сака да избега тоа не може, па дури и самите негови членови во разговори со нас кажуваат, па и ние од ДПМН имаме други луѓе кои што се и поквалитетни и пообразовно спремни за таа позиција, ама тој запнал токму со Бојан Христовски, ова се нивни зборови. Ама Мицкоски гледа и наоѓа начин по секоја цена да го задржи Бојан Христовски на таа позиција. Истиот обвинител кој што пред неколку месеци даде позитивно мислење за TOEFL сертификатот на Бојан Христовски, деновиве беше унапреден во виш обвинител. Ако тоа не е доказ за сериозна корупција, ако тоа не е доказ за спречување на институциите да си ја работат работата, тогаш немаме што понатаму да зборуваме. Кристина Костова, подпредседателка на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Господја Костова, партиско решение или граѓански активист за градоначалник на Скопје? За градоначалник на Скопје ќе го понудиме најдоброто решение кое што допира до сите скопјани. Скопје е град кој што во изминатиот период се соочи со сериозни и значителни проблеми. Не постои градска институција која што функционира, од јавниот превоз преку комуналните институции. ВМРО ДПМН вели СДСМ се очени, немаат кандидат за метрополата, никој не сака да се нафати, бидејќи се свесни дека ќе доживеат уште еден дебакал, изборен дебакал. Очајни се резултатите на ДПМН и Мицкоски во изминатата година како власт. Очајни се на секое поле, и на надворешна политика, и на економија, за што веќе зборувавме. Очајни се нивните резултати дури и на локално ниво. Единствено во што тие не се очајни е ширењето на пропаганда и одржување на таа ботовска мрежа, која што предизвикува општествени поделби, јазови во општеството, поделба помеѓу граѓанството, а тоа е тактика на владење на која што мораме сите ние честни граѓани силно да се спротивставиме. Моментот е сега, локалните избори на сите граѓани кои што, не само на социјалдемократите, туку и на сите граѓани кои што и мислат добро на државата, се добар момент да се и да се преиспитаат одлуките, меѓутоа исто така и да се препознае потенцијалот за спречување на погубните политики на Мицкоски и ДПМН од изминатава година дена. До неодамна велевте дека се дистанцирате целосно од ДУИ, дека ДУИ мора да се реформира. Сега од време на време знаете да спомнете дека ние нема да кандидираме своји кандидати за градоначалници таму каде што ќе бидат номинирани луѓе од ДУИ. Не беше кажано дека таму каде што ќе бидат номинирани луѓе односно кандидати од ДУИ, воопшто не е такво решението. Решението е донесено во соработка со општинските организации во одредени општини, кои што бараат да своите капацитети, логистички и на секој друг план, ги вложат соодветно, да не трошат енергија за кампања која што би им одземала, да речеме, од капацитетите со кои што располагаат. Така што во одредени општини се донесе таква одлука за да им се излезе пред се во пресред на членството. Но она што исто така е важно да се каже е дека реформи мора да има во сите политички субјекти, во
тоа е покажано и докажано и тоа ни го укажуваат и нашите пријатели, но не е важно веќе тука што кажуваат пријателите, важно е и ние дека треба да направиме една ретроспектива. Ако сме заминале во опозиција, тогаш, како велат, прво треба да се средиме за потоа да можеме да настапиме и да ја бараме повторно довербата која што сме ја загубиле. Тоа како што важи за СДСМ, така важи и за ДУИ, така важи и за сите други политички субјекти. Зошто бегате од ДУИ? Но ова ниту станува збор за бегство, ниту станува збор за приближување. Имаме политичка агенда и понуда која што се разликува во одредени сегменти пак наоѓаме заеднички јазик и тоа е добро и така треба да функционираат работите во она што значи политички пейсаж на една земја. Во моментов сме фокусирани на правење анализи во врска со тоа како и стоиме на терен, меѓутоа и како би можеле да ги подобриме резултати. Вие додека правите анализи, дел од кандидатите кои веќе ги промовираше ВМРО ДПМН се растрчани на терен. Каја Шукова или Мишко Ралев? За тоа ќе добиете информација сите медиуми, се разбира, до крајот на јули. Се прават, како што веќе реков, пресметки, анализи. Рековте во една прилика, ние сме опозиција на власта, на ВМРО ДПМН, а не на државата? Да. И тоа стои. Не на државата. ВМРО ДПМН е државата? ДПМН е во континуитет и во минатото и сега се обидува да го киднапира државниот апарат за своји лични теснопартиски цели. Гледаме како тоа го прават преку узурпација на институции и сега, преку поставување на непотистичко партиски мрежи. Само неодамно се случуваат тие непотистички назначувања во МНАФ, например. Меѓутоа и да не зборуваме и за останатите непотистичко партиски мрежи поврзани со членови на семејства, на пратеници, на министри, заменици министри, на секаков вид на функционери кои што доаѓаат од ДПМН. Во еден аздис се тие, како да не знаат како побрзо да постасаат да ги пополнат тие места со нивни членови на нивните семејства. Овде исто така зборувам и за таа тендерска мрежа која што ја започна или ја реобновија ја обновија во 2021 година преку локалните власти, а потоа ја унапредуваат, сега гледаме, со државните институции на централно ниво, а тоа е тендерска мрежа со која што се одлеваат граѓански пари во правни и физички субјекти исто така, поврзани со Белата палата. Господја Костова, што ќе биде за вас како партија индикатор дека сте се движите во вистински правец како партија и што ќе биде за вас оценката дека сме победиле и дека се враќаме меѓу граѓаните? Во моментов оно што можам да ви го кажам е дека пораките кои што стигнуваат и до мене лично, меѓутоа и до раководството и до партијата и на ниво на општински организации е позитивна. Довербата се враќа, знаете како велат, довербата лесно се губи, тешко се враќа, меѓутоа гледаме дека довербата се враќа првенствено помеѓу базата, кои што бараат да бидат слушнати, нашите членови сакаат да бидат вклучени во носењето одлуки, во градењето политики. Така што тоа е особено охрабрувачки. Она што одредени анализи го покажуваат е дека не само што паѓа довербата во ДПМН, туку паѓа довербата значително и во нивните коалициони партнери. И она што исто така се покажува е дека на граѓаните како да им е смачено веќе од партиски препукувања кои што не водат никаде. Тие јасно кажуваат, дури и во анкетите, дека сакаат да видат Македонија која што е прогресивна, која што ги остварила своите цели, Македонија која што има функционален систем. А за да се бориме за функционален систем, постојат конкретни работи кои што треба да ги преземеме, конкретни реформи кои што треба да ги спроведеме, за да ни биде на сите добро. Благодарам за интервјуто и гостувањето во Тренинг. Благодарам и вам.
не сакаме да се соочиме со проблемите кои што се пред нас. Под А, недовербата во институциите, под Б, или под два, недостапноста на институциите за младите луѓе, дека не можат да го достигнат чувството дека можат тие нешто да променат, да се активираат во општеството и тие да ги променат институциите внатре. Трето, сметам дека недоволно се адаптиравме на новите реалности, на новиот начин на живот кој што е релативно брз проток на информации, каде што може да успеете било каде во светот, дури да живеете во Македонија, можете да успеете во целокупниот свет. Македонија се празни, вкупното население се намалува. За една деценија Македонија изгубила 250.000 граѓани, покажале податоците на Евростат. До 2070 година во Македонија ќе останат 1,3 милиони луѓе, податок на Државниот завод за статистика. Северна Македонија е во групата на првите 20 земји во светот со најголема емиграција во странство, според апликацијата на Меѓународната организација за миграција. Вкупниот број на државјани во Северна Македонија што престојуваат во странство може да се процени на најмалку 700.000 граѓани. Инаку во ово издание на Тренинг ќе биде гостин Блажен Малевски, истражувач со фокус на младински прашања како и граѓанско учество, слободен говор за човекови права, но тој исто така работи на проекти поврзани со евроинтеграција. Добре дојдовте во емисијата. Фала на покана. На што се должи оваа демографска криза и перманентниот екзодус кој ни се случува во последен период? Па јас можеби би го поделил во повеќе фази она иселување на луѓето од државата. Ако порано на почетокот на 20 век сме имале некоја традиција на гастарбајтерство и заминување во далечни средини, Австралија, Канада, Америка, за изнаоѓање на подобар економски живот пред се за тие граѓани кои што се иселиле. Денеска имаме еден феномен каде што не заминуваат само оние кои што немаат работа во Македонија, туку заминуваат и оние највисоко образовани кадри во кои што инвестираме ние како општество и како држава значителен број на финансиски ресурси за да ги обучиме, но понатаму заминуваат да ги наречем да ги искористат талентите во некои други општества и во други држави, пред се во Западна Европа во последниве неколку години. И тоа можеме и да го забележиме во однос на младите, ако ги споредиме податоците на живородени млади кои што би требало да бидат млади од 15 до 29 години на пописот 2021. Нас ни фалат околу 77.000 млади луѓе, во зависност од генерацијата, например 94-та родени млади луѓе, 30% од нив не живеат во државата, не се резидентно население, а треба и да имаме на ум дека согласно истражувањата, например на Вестминстер фондацијата, каде што прават пробуваат да изнајдат колку не кошта иселувањето на младите луѓе. Нивната проценка е дека секој иселување на млад човек кој што е работоспособен не кошта околу 15.000 евра во GDP. Пописот помеѓу двата пописа 2002 и 2021 анализите покажува дека бројот на млади луѓе во Северна Македонија се намалил за повеќе од 6%. Голема е временската рамка помеѓу двата пописа, а во меѓувреме зошто ништо не е преземено? Тоа е одлично прашање на кое што да би имал перфектен одговор, веројатно би го дали на нашите институции за да пробаат да го реализираат. Мислам дека првата грешка која што ја правиме, ако разговараме конкретно за млади, да зборуваме во група каде што мислиме дека е хомогена. Напротив, младите се исто толку различни како што и нашето општество. Имаме различни етникуми, различни економски ситуации, различни можности во зависност во кој регион се родени или растат или се остваруваат себе си. Па оттаму решението би било некој соопфатно гледиште и соопфатна промена на начинот на кој што ние размислуваме како општество, но и како институциите ги перцепираат младите и нивните потреби. Ако допред 20 години на пописот во 2002 година сме имале проблеми со невработеноста кај младите, тогаш изнесуваше околу 50%, денеска проблемот е
драстично помал. Само 23% од младите се невработени, односно стапката на невработеност паѓа, што е резултат и на иселувањето и на намалувањето на младите, но и подобрената економска ситуација и вработувањето на младите. Но тоа не значи дека младите нужно веруваат во институциите, тие не се чувствуваат како дел од ова општество, не сметаат дека институциите прават доволно за нив, не сметаат дека институциите работат во нивниот интерес. И следствено на тоа, тука настанува тоа незадоволство и несигурност која што ја чувствуваат за својата сопствена иднина и неможноста да направат промени во нашето општество. Да погледнеме малци и регионално, може да видиме каде што имаме ситуации каде што млади луѓе или млади експерти кои што заминале од регионот, да ја земеме Црна Гора, тие знаат како да го искористат својот потенцијал со враќање на млади луѓе, каде што сега ги имаме помеѓу најмладите премиери и председатели, комбинација на премиер и председател и реактивирање во политичкиот живот. За жал, ние се уште пробуваме да изнајдеме начин да ги задржиме тука младите, да им дадеме подобра иднина, дали тоа ќе биде преку членувањето во Европската унија како една од можностите за понатаму, но и од друга страна како да го искористиме целосниот потенцијал на оние кои што веќе заминали и да им дадеме шанса и доверба дека можат навистина нешто да променат во нашата држава. Малевски народски кажано, како се доведовме до ова дереже да имаме недостиг од работна сила, се помалце младите перспективата да ја бараат дома, туку напротив да бараат билет за еден праверц. Мислам дека нашата голема грешка е дека се фокусираме на делови од проблемите. Како што реков, пред 20 години се концентриравме на младинската невработеност, но тоа не ги спречи младите да заминат, дури и оние кои што добро заработуваат и надпросечно заработуваат во однос на просечната плата во државата и таму. Каде сега го гледате? Каде сега ја гледате сршта на проблемот? Сршта на проблемот е дека не сакаме да се соочиме со проблемите кои што се пред нас. Под А, недовербата во институциите, под Б или под два, недостапноста на институциите за младите луѓе, дека не можат да го достигнат чувството дека можат тие нешто да променат, да се активираат во општеството и тие да ги променат институциите од внатре. Трето, сметам дека недоволно се адаптиравме на новите реалности, на новиот начин на живот кој што е релативно брз проток на информации, каде што може да успеете било каде во светот, дури да живеете во Македонија, можете да успеете во целокупниот свет. И мислам дека генерално ние пробуваме да се концентрираме на нијансите наместо да го соочиме поголемиот проблем кој што го имаме и општествено, а тоа е во разбирањето на младите и на нивните потреби и адаптирање на нашите процеси кон нив. Најчесто велиме на младите е иднината, а што станува со сегашноста? Токму тука лежи проблемот. Ако 8 од 10 млади не се чувствуваат дека можат да променат нешто и затоа не се активни во општествениот живот, тогаш не може да очекуваме дека иднината е на нив, ниту денешницата, бидејќи не се активни, не го превземаат чекорот да кажат што навистина сакаат да поправат во државата. И третиот проблем, односно третото решение кое што би можеле да го аплицираме, бидејќи не е Македонија единствената која што се соочува со вакви проблеми, е да погледнеме малци надвор од нашиот делокруг на бидување на Западен Балкан и да видиме, например, како одредени федерални држави во Германија, например, се соочија со сличен проблем како што ние го имаме денеска и како постепено со јасна стратегија во инвестирање во квалитетно образование, квалитетни работни места, може да се подобри ситуацијата и да се митигира проблемот со заминувањето на луѓето, но и креирање на општество каде што луѓето сакаат да имаат деца и слични нивни потреби се опфатени. Малевски, пред да влеземе во вториот дел од разговорот, денове една од темите која ми остави впечаток, се предлага верските училишта да влезат во образовниот систем. Дали ова не е обид за подкопување на секуларниот карактер на државата? Па добро, формално правно тоа веројатно Уставниот суд ќе одлучи дали е тоа прекршување на Уставот и подкопување на уставниот поредок. Според мене
тоа е повеќе политичко прашање каде што пробуваат да одговорат на специфичните потреби на одредени заедници, односно пред се на верските заедници и како нив да ги вклучат во државното битување. Според мене религиозното образование е опција која што секој може да искористи. Прашање на државата како тоа ќе го регулира, дали сака да го направи под капата на државата, што може би е добра идеја, но си носи сопствени последици, или сака да го остави на верските заедници како такво и непризнаено за понатаму. Не ги знам точно во моментов статистиките колку млади лица се во таков образовен процес, но е прашање на политичка одлука како ќе се одлучи собранието, понатаму Министерството за образование, а финалната одлука би имала Уставниот суд да одлучи дали е тоа во рамки на уставниот поредок на државата. Во едно поодамнешно интервју ќе речете да живееме во систем кој најчесто им служи на партиите, наместо на граѓаните. Што треба да се случи за доброто да го промениме, а лошото да го примениме, односно обратно? Да. Видете, во тогашната изјава и ден денеска е се уште истиот актуелна во однос на како ги гледаме политичките партии и која е довербата која што имаме. Политичките партии се апсолутно потребни во секоја демократска држава и се важни за креирањето на атмосфера дека можат работите да се променат. За жал, се уште мислам дека политичките партии како такви се уште централизирани во однос на она како ги носат сопствените одлуки, како ги инкорпорираат идеите на граѓаните и колку се отворени за различни мислења. И према тоа се уште сметам дека демократскиот напредок лежи во дворот на партиите. Прашање колку они сакаат да ги вклучат граѓаните и да им дадат платформа да бидат на граѓаните, а не да бидат на некој централен одбор, управен одбор или така натаму. Што не е нужно само проблем на политичките партии. И граѓанскиот сектор може да се адресира на тој начин, бидејќи и таму довербата е релативно мала и учеството е релативно мало. Но сметам дека е апсолутно круцијално тие први да го направат чекорот, да разберат дека граѓаните се тие кои што го носат суверенитетот и на партиите, но и на државата, дека се тие кои што живеат со реалните проблеми кои што ги имаме во државата и со одлуките со кои што се носат на национално и на локално ниво. Како се прават се повеќе напори за побрза интеграција кон Европската унија, така се добива впечаток дека опаќа ентузијазмот меѓу граѓаните. Дали ќе се доведеме до ситуација на се поголема апатичност, особено меѓу младите, па и генерално во државата? Па веќе сме апатични, така што повеќе апатичност не би можел да предвидам дополнителна апатичност. Не зборувам само за излезност на избори, тоа е еден сегмент од апатичноста. Можеме да го видиме и кај младите во однос на тоа колку не се чувствуваат дел од општеството и колку не поради тоа не сакаат да придонесуваат во општествените процеси. И од таа страна мислам дека е доста ризична таа игра со апатијата во едно демократско општество, бидејќи доколку граѓаните не учествуваат и доколку младите не учествуваат, навистина е тешко да изнајдете решение како понатаму и што со денешницата и како понатаму. Према тоа можеме да забележиме во одредени истражувања дека се намалува и поддршката за членството на Европската унија, но тоа не е некој процес кој што е страни за земјите кои што биле на истиот пат како нас. Имаме земји кои што и во 90-тите станувале членки на ЕУ, па постепено паѓала поддршката за членството во ЕУ поради различни политички фактори кои што влијаеле. Например, Австрија која што имала проблем со Италија и регионот Зутирол кој што имал значително подгреувачко масло во дискурсот во Австрија пред да станат членка на Европската унија. Према тоа, нормални се некои процеси, како стигнуваме што поблиску, така повеќе прашања се отвараат кои што се сензитивни, но мислам дека на крајот на денот треба да ни биде на сите јасно дека Европската унија е она која што
во најголем дел од случаевите кај граѓаните буди надеж дека работите во нашата држава може да се променат. Малески на крајот разговорот ќе го завршам со уште една ваша констатација каде што велите демократијата и слободата мора да станат религија на човекот и човекот мора да се менува од институциите се ништо друго освен рефлексија на неговиот ум. Да. Тоа веројатно и се уште до ден денес е валидно, пред се бидејќи на крајот на денот институциите ништо не се друго освен луѓе кои што работат во интересот на граѓаните. Можеби тука би додал дека треба и да се навратиме на една важна лекција од политичките студии, дека институциите се тука за граѓаните, не се за да го штитат интересот. Два цитата ваши извадив кои се пред речиси 2-3 години. Да. Значи ние сме во статус кво состојба. Па да, јас често сакам да цитирам делови од чекајќи го Годо, така што некогаш и јас имам чувство како што и јас стареам дека чекориме, но не се движиме никаде, зборуваме, а ништо не кажуваме. Па така некако и со моите цитати кога ќе се навратам и јас на некои мои изречени зборови, кажани зборови, имам чувство дека се вртиме во некој круг од кој што немаме излез. А излезот единствен е ако граѓаните, а и сите други чинители во општеството разберат дека е на крајот на денот и до нас. Дали ние ќе си го средиме дворот, дали ние ќе учествуваме во банални работи како што е на пример совет на станари во згради и ние ќе си го направиме нашиот двор подобро место за живење. Така што на крајот на денот во демократски општества како што би сакал да верувам дека сме ние, на крајот на денот и од нас малце зависи во каква држава и имаме одговорност во каква држава живееме. И према тоа мислам дека е и на нас граѓаните, можеби малце така со доза на надеж го кажувам ова, дека и ние ќе превземеме чекори да го подобриме нашето општество и нашата држава за на долг рок да имаме подобри политики, подобри пристапи кон проблемите кои што ги имаат граѓаните. Благодарам за гостувањето во Трилинг. Фала многу на поканата. Затоа што ете, гледате како живееме. Не знам зошто сме затворени во една дупка и цело време се вртиме во круг. Значи 30 години. Не разбирам. Малце нешто ќе видиме некако. Некоја светло, ајде ќе тргнеме малце пак некоја. И на крај крајава си викаш можеби тоа карма. Не е едноставно да најавуваш разговор со актер кој функционира повеќе од 3 децении во рамки на театарските, како што најчесто ги велиме, театарот кој живот значи, потоа филмските ликови и дополнително како режисер. Добитник е на престижните награди за театарските улоги на Војдан Чернодрински, Ристо Шишков и лани лауреат на фестивалот на албанскиот театар во Дебар. Честитки се минимум за оваа најава. Добре ден за Јордан Симонов. Добре ве најдов, благодарам за најавата. До предодеден период многу често ве среќавав на Партизанска, тука сме и комши. Каде сте комши? Ве нема нешто често со вашето куќе? Да, после мојот период живење на Партизанска 16 години со фамилијата, решивме да го продадеме станот и да се преселиме малце подалеку, односно да избегаме од гужвите и валканиците што ги создава, посебно ги создаваше и уште веројатно ги создава. Сега да не биде ова како критика, ама Ситимол, пошто бевме многу близко до Ситимол, живеевме таму и тоа неподнослива врева не можевме да ја издржиме. Ја го разбирам општеството, тоа е такво, потрошувачко и сакаат сите да идат да си купат нешто, ама луѓето што живеат околу не им е пријатно. Ви иритира нечистотијата во градот? Апсолутно, на кого не иритира веќе за тоа. Мислам, сме правеле и муабет, сме збореле, не само, мислам, јас можеби негде сум зборел за тоа, пак ќе кажам,
Не разбирам, веројатно до менталитетот е. Веројатно сеедно ни е дали живееме во Валканици, прљавштина. Може би индивидуални така има проблесоци кои се обидуваат да направат нешто во однос на таа тема, меѓутоа генерално ние не можеме да си ја средиме државата, не разбирам. Веројатно до менталитетот. Може би треба некаков поинаков систем, сега да не зборам со казни или со не знам со што, меѓутоа вака оставени на нашата совест државата ќе ни остане таква како што ни е. Ве паметам во една ваша изјава пред 7 години за Скопско ехо рековте дека странците ме прашуваат што правиме кога имате олку Валкан град. Дали претпоставам дека истиот одговор и денеска ќе има. Апсолутно. И не само истиот одговор, него и бетере, што ви кажа. Значи, мислам, не знам. Дали екосвеста не може да профункционира кај обичниот граѓанин или потврдуваат институциите? Па тоа е веројатно склоп на околности, и едното и другото. Затоа што не знам, еве ја, например, веќе не сум на Партизанска, сега купивме куќа во Хром. И кога купивме куќа во Хром пред 3 години, службите за собирање смет си работеа безпрекорно. Значи, собираа ѓубре секоја среда и секоја сабота. Во последниве години и пол, односно 2 години, целиот систем трокира. Значи, целиот Хром е полн по 10-15 дена со ѓубре. И сега што не знам што да правим. Мислам, пак да се вртиме тука. Значи, градоначалничката, она пари, ваму... Не знам, не разбирам. Веројатно е до луѓето. Веројатно, значи, имаме примери вака во животов, кога ќе дојде прав човек на право место, на права институција, некако институција функционира. Вака малце така, значи ако не е прав човек на право место и тогаш системот сам по себе не е толку добар да го дигне, па тоа да иде стихино, него не. Тоа трокира на сите. Симонов, на последното издание на Војдан Чернодрински, еден од членовите на комисијата констатираше дека театарот е во криза. Дали и вие го делите ова мислење? Не се служам со тоа мислење. Мислам, театарот си има своји падови и успони и има некакви фази во кои е влезен, меѓутоа да е во криза, апсолутно не се сложувам, тоа е тенденциозна изјава. Но зошто многу често во еден период имавме бунт на дел од вашите колеги, незадоволни? Поради разни причини. Видете, значи тука сега станува збор на односот на власта и на државата према, сега сакате конкретно према театарот или за театарот збориме така овакво. Од Чернодрински таму тргна и целата работа. Значи, каков е тој однос? Дали е тој нормален, сега условно, или е, како да ви кажам, значи ние мораме да функционираме со поддршка нивна. Ние не можеме без нивна поддршка да функционира. Театарот не може да функционира без нивна поддршка, без поддршка од државата, од владата. Може да функционира на некакви други постулати, ама тој е веќе друг театар. Значи збориме за нешто друго, за комерцијален театар, и тој може и сам да се финансира. Меѓутоа за ваков театар кој е така, улогата негова е коректор во општеството, да укаже на некакви девијантни појави, да укаже на некакви убави појави, да потенцира некакви ситуации, да отвори разни теми кои се табу во општеството. За тоа треба да биде поддржан со пари. Колку државата стои и ја поддржува работата на театарот, актерите, но и севкупно на културата. Па зависно од тоа која влада е на власт, така и државата. Значи, некој повеќе, некој помалку. Кога театарот најдобро функционира? Бе, сега мислам, видете сега, овде се измешани многу работи. Значи, многу...
Значи, сега ако кажам дека театарот најдобро функционира во времето на Груевски, сега ќе ме оттепаат. По портали, по не знам што. Меѓутоа, тука ја не навлегувам во меѓутоа, тогаш театарот, посебно ние уметниците, вие не знаете каков еден инпут добивме. Добивме заслуженото место. Од таму тргна. Значи, од таму тргна конечно некој да се сети тогаш дека уметниците се битен елемент во држава и дека преку нив може разни работи да се кажат или да се, не знам што, мислам да се потенцираат и меѓутоа, сега таму е играта ја знаеме сите сега, да не отвараме сега, да не навлегуваме, не сакам да навлегувам во политика, мислам. Не можам ни да ја избегнам затоа што таа е дел од живењето и сега тоа е, како да ви кажам, јас се обидувам колку што можам да се затворам во мојов свет и колку што можам да не ги слушам сите работи од реалноста, затоа што апсолутно сме влезени во некаква во некое општо живење такво со тие со фейк њузови, со така вистини лаги, со некакви, како да кажам, некакви вредности кои се изместени, како да ви кажам, и се обидувам колку што можам да си го затворам овој свет мој и таму да останам, затоа што таму е некако по-чисто ми е. Предпоставам дека таму најкомфортно се чувствувате. Ајде, кога велите дека сакате да се задржите во вашиот свет, што преферирате? Да режирате или да глумите? Тоа е се исто. Значи, да режирам, да глумам во театар, да глумам на филм. Тоа е целата магија е тоа, се тоа. Мислам, актерството и глумењето. Значи, подеднакво уживам во сите работи што ги работам. Дали животот е глума? Да. Апсолутно. И сите глумат. Само не се свесни за тоа. Значи, ние со тоа работиме. Значи, ние цел живот ни е тоа. Да го научиме занаедот и да си копаме по внатрешноста, да видиме какви несвесни подрачја во нашиот мозок има, затоа што таму можеме да извлечеме некакви елементи за да се направи некаква улога. Нема да им правиме ништо за тоа. Океј, ми обеќаш, љубови, убавице, лепотице, ми обеќаш, родне, ми обеќаш. Сега да ти кажам одма, ако сите би си ја кажале вистината, па нема да остане пар на земја. Станавте лауреат со улогата Павле во представата насловена како Лагата. Во оваа општа манипулација, дали лагата станува вистина? Па, мислам дека го начнавме претходно малце муабето. Да, апсолутно. Ние живееме во време на така наречени лажни вести или фейк ньюс. И веќе луѓето не знаат што е. Веќе треба да се прави некаква дистинкција за тоа што не е се вистина во тоа што ќе прочиташ и што ќе видиш на телевизија. И сега Лесно сме подложни на манипулација? па да, апсолутно. Мислам, не треба многу. Не треба многу за да го внесеш колективот во една параноја. Зарем рациото не преовладува кај нас? Не. Затоа што гледате како живееме. Не знам зошто сме затворени во една дупка и цело време се вртиме во круг. Значи 30 години. Не разбирам. Малце нешто ќе видиме некако некоја светло, ајде ќе тргнеме малце пак некоја. И на крај крајава па си викаш можеби тоа карма, плаќаме некаква карма за претходни работи. Или треба да се избориме за не можам. Малце сум така како да ви кажам као парализиран. И не можам да размислувам за тоа, за општествени работи, за тоа што ни се случува на микрониво и такви работи. Мислам, затоа што од многу размислување па... Гледате вести? Па се помалце и помалце. Ја не гледам телевизија, се помалце гледам телевизија. Се обидувате да избегате од реалноста? Па
Да, апсолутно не сакам да. Мислам, нели можам да избегам од меѓутоа не влегувам во, како ви кажам, во детали на приказните. Што ве прави среќен? Мирен, стабилен живот. Колку во денешно време тоа е возможно? Тешко, ама ете се обидуваме колку што можеме. Театарот што живот значи. Бевте дел од 12-ка, представа која со месеци немаше слободен билет. Дали тоа значи дека граѓаните се враќаат во театарот? Значи, веќе со искуството што го имам, значи долгогодишно во театарот и гледам што се случувало и како се случувало и навистина тоа има фази. Имало фази кога публиката многу доаѓала во театар, имало фази кога ја немало публиката. Сега, доаѓајќи на чело на МНТ новиот директор, значи Никола Кимовски, донесе една енергија, еден ентузијазам кој му фалеше на театарот. Значи, барем јас од моја гледна точка, така го чувствував МНТ. Дека му требаше една енергија. Се разбира, поддржано од државата, од владата, од министерствата, ама се виде таа енергијата на директорот и некако сите ја прифатија. И тоа си тече, тоа е веќе машина која не се запира. Значи, така која има некој ентузијазам кој ќе ти вбризга некој енергија и желба за работа, за правење на добри представи, на викање на квалитетни режисери, една атмосфера убава во театарот, секако си и да, вистина е. Сега доаѓа публика во театарот, се врати публиката во театарот, ја имаме на сите представи и тоа е многу убаво. И тоа, значи, нашата, како да кажам, енергија и нашата амбиција ја чувствува и публиката. И таа доаѓа. Сега го сака МНТ, ги сака представите. Посебно 12-ка се виде со тој потек кога ја пуштивме да се продава цела година. Отиде, се продаде за цела година. Значи, може со театарот квалитетно да се раководи и може и актерите и сите запослени во театарот да имаат едно убаво театарско живење. Јордан Симонов, актер и режисер, филмови до Балчак, Скопје ремикс, Сенки, но и во филмовите Трето полувреме што ја иритираше политичката елита во Бугарија. Обседнати со Европа, како да заборавивме дека Балканот не е мртов? Па не е. Балканот никогаш не бил мртов. Луѓето не сваќаат дека од овдека сите работи тргаат, дека мора да се среди Балканот. Иначе цело време ќе биде нестабилна ситуација. Се уште сме балканци, а никако да се европеизираме? Не го гледам тоа така. Не гледам. Не гледам ни дали сум балканец, ни дали сум европеец. Јас сум човек на Македонија, на Скопје. Јас сум татко, јас сум сопруг, јас сум актер, јас сум режисер од време на време. Покрај толку актери, режисери од помладата генерација, драматурзи, дали не достигаат и нови серии, домашна продукција? Апсолутно, мислам за серии да не правиме муавет. Ние немаме никаква продукција. Имаше пред 7-8 години некаков обид за продукција, меѓутоа после се дозна дека тоа се така спонзорирани серии, каде што не се снимаат серии ради серии, туку треба некакви општествени прилики да се прикажа преку тоа и како да ви кажам, ја не можам да зборам за продукција на серии кога ете така. Значи ако некој дојде од страна па донесе пари, па и каже еве ова е темата, ајде сега снимајте и тогаш ние снимаме. Ние немаме никаква, Македонија нема никаква, телевизијата имаше порано продукција на серија, нема никакви серии. Македонската телевизија правеше фантастични серии, нема серии. И кој да прави? Продукциите не се зафаќаат сега да прават серии, затоа што
Мало е, пазарот е мал, се треба ептен да направиш многу добра серија, да уложиш многу пари, па за да почнеш и регионално да ја продаваш, ама тоа е веќе не знаеш дали ќе ја продадеш, дали нема. И никој не влегува во ризик на серија, апсолутно. Мислам дека ако нешто не се случи, нешто да излезе некој случајно така, ете вака некој што има ентузијастички размислување за тоа дека треба Македонија да има серии, па ајде на сила, на мускули да се сними серија, инаку ја не гледам светла точка во однос на. Зошто е грев да се идентификуваме со Тавче Гравче? Не е грев да се идентификуваме со Тавче Гравче, мислам. Не сакам да влегувам у тие приказни бре. Мислам, како да ви кажам, секој ден некој ќе ни пушта некакви скачки и ние сега ќе се фаќаме за тоа и сега цело време само за тоа ќе дискутираме. Дајте бре луѓе, дај бе да си ја работиме сите работата што треба да си ја работиме. Што ми е гајле што рекла таа? Бе што сака нека каже бе. Абе што сака нека каже, ми е гајле више. Ми е гајле и од Европска унија. Како да ви кажам, ми е гајле од се. Сакам да си го средам овде животот, ако можеме ние да живееме убаво. Видете, апсурдни работи зборам, тоа е се поврзано, значи ние сме се, тука е се, како да ви кажам, се исповрзано, ама не знам. Што најмногу ви иритира, ве вади од кожа? Разни работи, ама зошто па са да разговараме за тоа? Ај, да разговараме за убави работи, например. Ајде за убави работи да разговараме. Така. Дел сте од новиот филм што го подготвува Милчо Манчевски. Да. Сега дојдовте во студио директно од подготовка на нов филм и сте импресионирани од теланот кај еден млад режисер. Така е. Значи, сега работам, продолжувам, значи сезоната заврши во театарот, меѓутоа јас продолжувам да снимам. Значи не се жалам, дај Боже да има вакви за сите актери да има работа да се работи, дај Боже да се снима, затоа што имавме дупка една Во времето на пандемијата. Па, така малце поширока и тука околу пандемијата и пред, после. Значи имавме дупка кај што не се снимаа филмови. Едноставно, не знам што, пак сега ќе влегуваме во политика, ама не. И сега почна да се снимаат филми. Сега одеднаш, ете, имаме многу работа. Првиот филм што го работаме е краток филм на Трифон Ситниковски. Интересно сценарио негово на режисерот, млад режисер, доста амбициозен, доста интересен. Значи, сценариото е македонско, погоден е моментот, се работи за македонска фамилија, за двајца браќа, кои на погребот на мајка им си ги кажуваат работите што треба, што не си ги кажале цел живот. Тоа е едното сценарио, а да, добив улога во новиот филм на Милчо Манчевски, работа наслов е Збогум Копакабана, не знам дали ќе остане тоа. Играм улогата на Панче, таткото на главните ликови, на главните протагонисти во филмот Сара Климовска и Филип Трековиќ. Следете интервју со познатиот македонски актер и режисер Јордан Симонов. Го следевте предпоследното издание на ТВ магазинот Трилинг за оваа сезона. Гледајте не и за 7 дена во исто време. Идниот петок во ТВ магазинот Трилинг ќе гостува гувернерот на Народна банка професор доктор Трајко Славевски, како и бодибилдерот Тоше Зафиров. Следете не.